Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Советот на општина Кочани ја одржа 28-та редовна седница на која се разгледуваа 15 точки, меѓу кои најдолги и најжешки дискусии имаше за давањето согласност за паралелки со помал број ученици во основните и средните училишта. Освен тоа, советниците изгласаа и неколку предлог програми од делот на инфраструктурата, културата и други области. Тони Ајтовски со деталите. Нешто повеќе од 2 ефективни часа траеше 28-та седница на Советот на општина Кочани, иако советниците во клупите се задржаа нешто подолго. Скоро целото време го потрошија за дискусии за само една точка, а која се однесуваше на давањето согласност за формирање паралелки со помал број ученици во основните и средните училишта. Иако темата не е нова, туку е сериозна и актуелна со години наназад, сепак токму на оваа седница доби најголемо внимание, а уште на почетокот од дискусиите можеше да се насети оти расправата ќе трае подолго од вообичаеното. Бидејќи алармантни се бројките и навистина не би можела да опстои паралелка со 2 ученика, а да биде чиста, непосредно во близина, не непосредно, како подрачно училиште, а во близина да има централно основно училиште. Станува збор за училиштето, истото го посочив и на комисијата, Никола Карев. Во второ оделение, се извинувам, во прво оделение, во подрачното училиште село Градовци има 20 ученици, а се бара согласност за една паралелка. Навистина е специфично и неможно, ми се чине. Од анализите што ги правиме, ние вработените во образованието, бидејќи најмногу сме засегнани, наредната година ќе има и други училишта со по две деца. Едното е вашето матично училиште од која потекнувате. А една од причините зашто сега другите училишта немат доволно деца е непочитувањето на регионализацијата, што вие ја спроведовте во изминатите 8 години и дозволивте секој да запишува дете по своја желба оному каде што сака, без одобрение или претходна согласност од двете училишта. Не значи дека ние треба да се расфрламе со парите и не значи дека ако се дојдени тие средства од Министерството за образование, дека по секоја цена треба да ги даваме на паралелки кои навистина не заслужуваат да бидат чисти паралелки со 2 ученика. Треба да правите разлика со дотациите што се. Значи тоа се наменети средства стрикно за една намена. Ако ги дават парите они со дотации за плати, тоа значи дека треба да ги потрошиме за плати. Не можеме ние да ги пренаменуваме за друго, да се расфрламе шевиките. Кон дискусијата на двајцата советници се приклучија и други нивни колеги со различни ставови и мислења дека проблемот со намалувањето на бројот на учениците во паралелките тешко може да се реши. Ние имаме празнење на Република Македонија и нема да го решиме, ние ќе ги изгласаме паралелките вака и така. Ќе бидат паралелка со едно, со 200, 3 деца. Ама ќе имаме потоа нов разочаран наставник кој ќе гледа како да избега за Германија. Бидејќи е разочаран од нас, треба да бидеме малку и самокритични денеска. Ова работа не е една година, рековте и самите, 7 години го зборите истото. И немаме решение, веќе 8 година ќе имаме, немаме решение. А имаме решение, што предлагаме ние? Постепено, секој да сване дека нема деца и дека ќе мора да си замине. Мене ме загрижува и фактот што колегите од позицијата, тивко си траат и сакат на мала врата ова да помине, или имаат подршка од градоначалникот и ќе се залажуваме, вистината е јасна. Значи, граѓаните треба да знаат дека сето ова е само за задоволување на ситни партиски интереси, ништо друго. Основниот проблем е, сите вие тоа добро го знаете, никој не ќе тука да каже, вртите околу тоа, што со наставниот кадар кој што е вработен сега. Тоа е основниот проблем. Ама никој не нуди решение, нити имаме ние квалитетна анализа и во информацијата, инаку, што значи намалување на бројот на учениците, или што значи укрупнување на бројот на учениците, односно, средување на бројот на учениците према законските одредби. Ние немаме никаква квалитетна анализа и информација, што значи тоа, дали некој училиште треба да се затвори, дали да се намалат паралелките, дали да се спојат две училишта воедно, ама тоа бара намалување на наставничкиот кадар.
По овие дискусии имаше и конкретни размислувања како да се реши проблемот со вишокот наставници. Ме боли мене, го боли и колегата што 15 години, 20 години некој не предвиде колку доктори ќе има, колку наставници ќе фалат или колку наставници ќе бидат вишок за да се реши ситуацијата. Ако не доаѓаат колеги од Штип на интерно или на хирургија или на било кој, треба да се затвори Кочанската болница? Не. Истото и со ова. Колегите треба да сватат, јас верувам дека еден од решенијата ќе биде и тоа. Сакате, некете, ќе си земете превозно средство, дали автобус, дали воз, дали кола и ќе треба да патувате. Можеби наши наставници, ако не сакат да се одат во Германија или дај Боже да сакат да останат тука, можеби ќе предават и во аеродром. Јас имам информација дека, еве ќе споделам, во Свети Кирил и Методи училиштето ќе оди еден наставник во пензија. Дали ќе оди или не, треба да оди. Имам информација во Никола Карев, 2 или 3 наставници ќе одат во пензија, односно треба да одат. Сега тоа треба и ќе одат, убаво рече колегата пред мене од опозиција, значи рече дека треба да ги натераме да одат во пензија или ако не, да ги пратеме да патуваат некаде. Со оглед што беше прозван за состојбата во образованието, во дискусијата се вклучи и градоначалникот Илиев. Добро е да ја сопреме оваа ситуација, да не оди во нагорна линија. Веројатно многу труд и многу мака ќе биде потребна ова да го решиме и добро е ако се најде решение за луѓето кои заминуваат во пензија полека, но сигурно да ги пополнуваат други кои се од редот на вработените, да не примаме нови вработени, да не го зголемуваме бројот на наставниците и да не станува проблемот многу поголем, бидејќи на крајот на вистина ќе дојде еден ден што се вика кога ќе мора да се преземат радикални мерки кои ќе бидат многу болни. По дискусијата на градоначалникот имаше неколку размислувања од советниците, при што беше побарано дури и да се повлече точката од дневниот ред. По објаснувањата што ги дадоа директорите на дел од училиштата, дискусијата на седницата уште повеќе се вжешти, поради што председателот на советот беше принуден да ја прекине со пауза, а на која имаше и лични навреди, по кои следуваше јавно извинување на говорницата. Сакам лично име да се извинам на директорот затоа што бурно реагирав и во таа бурна реакција и во можеби навредив. Меѓутоа сакам и да еден апел до вас председателе, кога имаме представници на одредени институции кои што се повикани овде да дават образложение на советот, на прашањата, да одговорат на прашањата на советот, да не се злоупотребува говорницата за држање на политички говори. На крајот од дискусиите по точката, по повеќе од 2 часа се премина на гласање на кое со 10 гласа за беше дадена согласност за формирање паралелки со помал број ученици во основните и средните училишта во Кочани. Заедно со точката беше усвоен и заклучок во наредниот период да се направи анализа на бројот на ученици и паралелки, како и на наставници кои треба да заминат во пензија. И оваа година, како и во претходните, според конкурсот, нема предвидена бројка на студенти за упис на економскиот факултет во Кочани. Останува само машинскиот факултет во Виница, за кој што оваа година, согласно конкурсот, се предвидени 200 слободни места за упис. Уписите на Универзитетот Гоце Делчев Штип започнуваат на 26 август. Во Кочани и понатаму не функционира економскиот факултет и не е отворен за прием на нови студенти. Согласно конкурсот, 200 студенти се предвидени за машинскиот факултет во Виница. Од нив 120 се редовни во државна квота, 60 редовни со кофинансирање и 20 воредни студенти. Направниот во Штип, согласно конкурсот, ќе може да се запишат вкупно 240 студенти, на економскиот 560, на факултетот за образовни науки 165, земјоделскиот 365, музичка академија 154, ликовна академија 30, филмска 15, на факултетот за информатика 450, природни и технички науки 290, филолошки 380 и медицина најголем број од сите, односно 760. Право на запишување на прв циклус универзитетски и стручни студии имаат кандидати со завршено 4-годишно средно образование, кандидати со завршена државна матура, кандидати кои завршиле во претходните години пред учебната 2007-2008 година и не полагале државна матура, односно училишна матура во средни училишта, верифицирани со акт на Министерството за образование и наука. Кандидати со завршено 4-годишно средно образование, со завршена училишна матура за кандидати кои завршиле во претходните години пред учебната 2018
2018-2019 година, како и кандидати со завршено 4-годишно средно образование со завршена меѓународна матура. Документи за пријавување се пријава за запишување, оригинални свидетелства од сите класови, државна матура, меѓународна матура или училишна матура, свидетелство за завршено средно образование, извод од матичната книга на родените, доказ за државјанство на Република Македонија, потврда за уплатени денари на жиросметка на Универзитетот за студиски програми за кои не се врши проверка на знаењата. Првиот уписен рок оваа година е на 26, 27, 29 и 30 август и на 2 септември. Вториот уписен рок е на 16 и 17 септември и третиот на 25 септември. Резултатите од првиот уписен рок ќе бидат објавени на 6 септември, од вториот на 21 и од третиот на 30 септември. Возач од Соколарци е тешко повреден во сообраќајна несреќа што се случила на магистралниот пат Кочани-Штип. Од полицијата информира и за пријава за работник од Виница кој се повредил на работното место. Полициската евиденција за безбедноста во сообраќајот во регионот и понатаму бележи ниско ниво и зголемен број сообраќајни несреќи што практично се случуваат секојдневно, а во кои има и телесно повредени лица. Од Министерството за внатрешни работи информираа дека последната потешка сообраќајна несреќа во Кочанско се случила во средата наутро, при што поради сериозните телесни повреди едно лице завршило во болница. Според полицискиот билтен, на 14 август во 6 часот и 50 минути било пријавено дека на магистралниот пат Кочани-Штип на местото викано Солак патничко моторно возило Форд со кочански регистарски ознаки, што го управувал 44 годишниот ВГ од селото Соколарци, излетало надвор од коловозот. При тоа во незгодата возачот се здобил со тешки телесни повреди, поради што бил пренесен во болницата во Штип заради укажување лекарска помош. Увид на местото на настанот извршила увидна екипа од Штипската полициска станица. Од полицијата исто така информираа дека на 12 август во 21 часот и 40 минути во полициската станица во Виница бил пријавен случај на повредено лице при работа. 54 годишниот работник ПС од Истибања се здобил со посериозни повреди во пределот на десната подколеница за време на работа во фабрика во Виница. Поради тоа тој итно бил префрлен на лекување во болницата во Кочани. Од Министерството за внатрешни работи потврдуваат дека е излезено на терен за да се направи увид во околностите за повредата на работникот и дека се работи на расчистување на случајот. Под мотото Прва помош на патиштата, твоето незнаење чини живот. Започна да се спроведува кампањата на Црвен крст за реализирање бесплатни курсеви за пружање прва помош. Иницијативата доаѓа по фрапантните податоци од терен за бројот на жртви во сообраќајните незгоди на патиштата во државата. И Кочани е дел од кампањата и се организираат бесплатните курсеви. И Кочани е дел од републичката кампања на Црвениот крст за реализирање бесплатни освежителни курсеви за пружање прва помош. Истата се одржува под мотото Прва помош на патиштата, твоето незнаење чини живот. Целта е да се подигне јавната свест и анимираат возачите да се подсетат на заборавените знаења и вештини во делот на пружањето на прва помош на повредени лица во сообраќајни незгоди, со што може некому да му се спаси животот. Во Кочани се одржаат 2 курса со територијалната противпожарна единица и со полицијата, а за останатите возачи ќе се реализираат до крајот на август. Планираме да организираме и освежителни курсеви за возачите кои сакаат да го освежат своето знаење или да добијат некои дополнително знаење во делот на првата помош. За таа цел на 21 и 29 август планирано да се одржат вакви освежителни курсеви во просториите на општинската организација, така да ги поканувам сите заинтересирани граѓани кои сакаат нешто повеќе да научат или да го освежат своето знаење во делот на првата помош, да не контактираат и да може да не посетат на овие освежителни курсеви. Траењето на овие освежителни курсеви ќе биде во рамките на 90 минути и ќе бидат водени од страна на обучен предавач по прва помош. Со оваа активност Црвениот крст се вклучува поради фактот што во
Во летниот период се зголемува бројот на сообраќајни несреќи, така што наша цел е нели да промовираме првата помош како материја, како сет на правилно укажување на техники со кои можеме да спасиме човечки живот или да ги намалиме последиците од самата повреда нели во настаната во сообраќајна несреќа. Кампањата за бесплатни курсеви по прва помош ќе се реализира 2 месеци, односно започна од 15 јули, а ќе трае до 15 септември. Иницијативата доаѓа по фрапантните податоци од терен за бројот на жртви во сообраќајните незгоди на патиштата во државата. Сите заинтересирани возачи може да го пријават своето учество во бесплатните курсеви во просториите на Општинската организација на Црвениот крст Кочани. Таванскиот дел од собичката е во распаѓање и во секој момент може да падне врз нив и да ги повреди. 4-членото семејство Мемедови од Кучани моли за помош да им се направи куќарката во која живеат, бидејќи нема да издржи уште долго со распаднатиот кров. 42-годишните Ферус и Лебер Мемедови од улицата Стамен Манов од Кочани секој ден живеат во страв дека таванскиот дел од нивната импровизирана собичка ќе се сруши врз нив и ќе ги повреди на спиење. Поради слабата струја им се расипал електричниот шпоред, па сега нема ни каде да готват за двете малолетни деца кои ги имаат. Велат ќе падне таванот, ќе настрадаат сите. Бараат помош од добронамерните луѓе и од општината, ако е можно да им се донира и да им се направи мала собичка, за да можат без страв да живеат. Сакаме еден помош да ми помогнат да си направам кујкичката. Што треба за кујката се да помогнат? Значи вие видете ја дека живеам. А што треба? Па кермиди, греди, блокови, цименто, песок, тие работи што се треба од кујката. Се да им помогнат. Значи тоа од државата сакам. Друго ништо не кем. Да ми направат кујкичката и тука да уградаме ше една собичка ако ми помогнат. Значи вие видете ја една собичка живеам. Кога врне дожд поплава унатре. Значи синоќ ќе заврна, спаме на брат на усобата. Значи боиме ше да спиеме таму да не падне тавано врз нас. Значи вие дојдете, видете самите тавано како е. Значи тај таван нема шанса да стои овој зима. Ќе падне врз нас. Значи колку можат побрзо да ни помогнат, државата ако може, градоначалникот, да ја направиме. Значи вие самите дојдете, видете дека живееме ние. Значи вратата стои на даски. Значи тие даски ако паднат, вратата ќе падне врз нас. Значи децата таму спијат, а ја и жената од таа соба спиеме на стра. Значи таван у секој момент може да падне. Инаку до собичката на Мемедови патот е непристапен за возила, односно истиот е половина метар земјен пат, така што брза помош или пожарна или друго возило до нив не може да стигне. Живеат од ден за ден ако се спечали нешто. Невработени се и двајцата, а не земаат ниту социјална помош. Дето е 12 годинки, девојчето е 14 годинки, социјално више не примаме 4 месеца, а исечени сме цела година, социјално да не примаме. Зашто беме у Германија, сакаме да одиме у Германија, помош да ни дадат да си направиме кујките. Значи и таму не успеаме, испадијане. Дојдеме, бирото не одби цела година од социјалното. Некој да се увреде, да умре да не даде Господ на дома, не може да го искарам, ќе остане у кујките. Значи вие самите видете колку пат имаме. Значи јас сакам да си имам пат кај сите како што си има пат. Макар барем да имам 2-3 метра пат, да и дрва да се укарам и материјал, човек кога ќе се земе некој каучук, некој шпорец, не може да го укарам. Значи, викам комши, помагат ми. Поради лошите услови и сиромаштијата, двете малолетни деца не одат на училиште. Мемедови ги молат сите хумани луѓе да им помогнат во материјал за куќата ако е можно да ја поправат распаднатата собичка, за да може да живеат во неа. Следува информацијата од спортот. Фудбалскиот клуб Осогово го одигра 6-тиот пријателски надпревар во рамки на подготовките за првенството во втората Лига Исток. На стадионот Никола Мантов, кочанскиот тим ја победи Каменица Саса со 2:0. Фудбалскиот клуб Осогово со победа на домашен терен го заокружи циклусот пријателски контролни надпревари пред стартот на новото првенство. Во средата попладне на Никола Мантов гостуваше тимот на Каменица Саса, на кого домашните фудбалери не му оставија многу причини за задоволство, откако го совладаа со 2:0. Најавата за победата на жолто-сините дојде уште во првото полувреме, кога во 33-та минута
Костовски од левата страна центрираше во казнениот простор на гостите, а капитенот Коцевски постигна погодок. До крајот на првите 45 минути, гостинските играчи имаа повремени напади, при што еднаш погодија и статива. Победата на Осогово беше потврдена во 65-та минута, кога Додевски по додавањето од Коцевски погоди за 2:0. На средбата со Каменица Саса, сите играчи на Осогово добија шанса за игра, а тренерот Андов направи 10 замени. Со одигрувањето на контролните надпревари привршуваат и подготовките за второлигашкото првенство. Новата надпреварувачка сезона ќе биде отворена со мечот од 16 на финалето од Купот на Македонија. Во тие рамки следната среда на градскиот стадион Никола Мантов ќе гостува Прилепска Победа. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.